ова е лепота овдека и овој што се дешава може само Охрид да се види. Погледнете. Рачна изработка на хартија, кај нас овде во Охрид и во Македонија. Доколку секој од нас пристапи чисто и пристапи на еден заштитнички начин кон овие природни и културни блага кои што ги имаме, несомнено е дека ќе ги зачуваме и за идните генерации, а многу малку треба. Многу малку треба, само треба малку да ја подигнеме свеста. Трпеа, трпеа исто од Сефраќ. Трпета жена трпејци. Што ваѓа чистијал, ако муж е Антон, е Антоница. Ако е Никола, Николица. Кој е Николица? Мојто пита. Бобица. Еве, денес ке стигнаме Охрид. Иако Кумановаc не може да ви го објасни Охрид, пошто е преубав, затоа е наш другар Климент. Здраво, Климент, како си, добар? Здраво, живо. Добро ве најдов, Добре да си жив и здрав. Ти ки ни го објасниш Охрид у најдобро издание, затоа што ја како Кумановаc кажав, можам да кажам, а и не знам да кажам. Најдобро може мештано тука, човек што се родил, што живее и што го одржува Охрид во живот, да ни објасни се за Охрид. За Охрид треба многу време за добро да се објасни, но ќе се обидам у кратки да го црти, доловиме во кратки црти. Готово договорено. Одиме понатака, брате. Се наоѓаме на бреговите на Охридското езеро. Ова е едно од најстарите езера во Европа, односно најстарото езеро на европско тло, кое што е датирано на старост од 1.365.000 години. Така. Сега за некого можеби тоа нема да звучи многу, бидејќи таа е на геолошка формација, тектонско езеро е по потекло, но кога зборуваме за езерата од овој калибар, навистина ова е еден голем куриозитет со тоа што езеро од оваа големина не може да преживее, природно да преживее повеќе од 100 до 200.000 години. А он го задржува континуитетот. А веќе 1,4 милиони години тука постои езерото, благодарение на еден систем кој што го има за самофилтрација, односно имаме постојан дотек на свежа вода од Преспанското езеро, кое што се наоѓа позади овој планински масив на Галичица, кој што се наоѓа на 850 метра надморска височина. Охридското езеро е на 694 метри. 694,5 метри надморска висина. 65% од водата доаѓа, понира низ планината, природно се филтрира и влегува како кристална, чиста бистра вода. А за да не заостане таа вода во самото езеро, имаме еден истек кој што се наоѓа, бевте во Струга, видовте, реката Црн Дрим. И Охридското езеро е дел од Јадранскиот тек, односно Јадранското сливно подрачје. Да, реките носат. Охридското езеро се напојува со вода од неколку реки кои што носат супстрат, носат седименти, но тие се занемарливи, иако во последниот период треба малку повеќе внимание да се обрати на нивно прочистување, бидејќи нивната состојба не е завидна. Но среќни сме што живееме во еден период кога на еден начин е заштитено езерото. Од 1989 година изграден е колекторски систем за фекалната канализација да не се влива во езерото, иако истиот тој треба и да се ревитализира. И во последните година дена се прави и еден друг опфат, некои недопрени подрачја да влезат во тој прочистителен систем,
па се надеваме дека 100% од брегот на езерото ќе биде под заштита и ќе успееме барем додека сме ние живи да го зачуваме и да не се наруши биодиверзитетот. И се бориме со новите предизвици, новите времења, односно загадувањата со кои мораме лично да допринесеме да се спречи тоа. Некога се пиело вода директно од езерото, Так. а сега тоа не можеме ни да го замислиме. Так, да. Не е исто гледа сега, секој годишно време си има своји убавини. Има, да. Далеко од тоа. Ама знаеш, подруга која е зелено, некако окото го изненадува поубаво, попријатно. Значи, ние имаме такви истории низ целата држава, брат. Ја 45 години имам, значи уште не можам да поверувам што све имаме ние, брат. Во 1979 година Комитетот на УНЕСКО го прогласува Охридското езеро за светски заштитено природно благо, Така. од светски калибар, а веќе наредната година, 1980 година, целиот регион околу езерото е ставен под посебна заштита и формирана е посебна листа во која што Охрид и Охридскиот регион заедно со езерото се ставени како заштитени светски блага од природен и од културен аспект. Така. Тоа значи дека во денешни рамки во целиот свет има 38 места кои што се Под на ваква листата на заштита, УНЕСКО, да. на листата УНЕСКО од мешовито наследство, Така. природа и култура, а горди сме на фактот што Охрид има започнато листата. Охрид е број 1 на Број таа 1 на листа. таа листа. Браво. Значи толку преубави работи имаме ние во нашата Македонија, каде што не знаеме да ги испочитуваме како што треба. Со кои димензии е Охридското езеро? Охридското езеро има 31 километар должина, Така? 14,8 километри е неговата ширина. Има должина на брегот од 89 километри, а најдлабоката точка е 289 метри. 289 на големата длабочина. 289 метри со средна длабочина од 164 метри. Така. Значи, овие импозантни димензии прават се уште да го имаме езерото, да постои. Ова не е вода која што е застојана, значи цело време е во движење. И се филтрира. Се филтрира, се прочистува, има свој природен систем на филтрација. Така. Но тоа не значи дека ние како жители тука треба Па и општо Тоа да еве го и еден апел злоупотребуваме. до сите и туристи кои доаѓаат овдека да го сочуваме, да одржуваме хигиената и да бидеме внимателни спрема тоа што го имаме. Одиме понатака. Одиме. А пошто охриѓани се многу гостопримљиви и добри људи, ќе ни испоштуев и од воду да го видиме Охрид како што треба. Видимо се. Да. И како што кажа, охриѓани се многу гостопримљиви људи и затоа еве ќе ни испоштуев да го видимо и Охридско езеро како што треба. А главен криваc за се тоа е наш другар од Охрид. Здраво, јас сум капетан Александар, односно скипер. Ке ви направиме една убава прошетка панорамски разглед на стариот дел на градот, на Охрид. Ова тура е најчесто користена, трае околу половина час, за половина час имате можност панорамски да го видите стариот дел на градот, убавата црква Свети Јован Канео, една од најстарите во Охрид, турскиот царе и останати знаменитости од Охрид. Оваа тура сме цело време достапни за сите гости од Охрид, Македонија, со сите странци за наши. Тука сме како фирма отвори за соработка цело време. Добре дојдени сте, ве чекаме летоско. Така. А вие
Кога ќе дојдете у Охрид, нема шанси освен со нив да идете на друго место. Овдека се најдобрите. Ве очекуваме. Преубаво. Само тоа ќе кажам. А останатите податоци ти можеш да ги кажеш. Кога веќе сме во Охрид и кога сме на Охридското езеро, штета би било да не прошетаме со чамец Така. и да не го видиме стариот дел на градот од една езерска перспектива. Така. Прегеска беше од копно, од овдека уште поубаво изгледа. Да видиме што всушност нуди Охрид и колку е убав кога се гледа од езерото. Така. Ние во Македонија имаме или сме наследиле прекрасни места, имаме прекрасна историја, природни убавини каде што можеби некои други држави само посекуваат да ги имаат. Ние ги имаме, значи у секој на секој можен начин апелирам да си ги сочуваме, да си ја сакаме Македонија и да дадеме дел од нас за да ги сочуваме овие природни убавини. Доколку секој од нас пристапи чисто и пристапи на еден заштитнички начин кон овие природни и културни блага кои што ги имаме, несомнено е дека ќе ги зачуваме и за идните генерации, а многу малку треба. Многу малку треба, само треба малку да ја подигнеме свеста. Секој со личен пример, јас секогаш така викам, со личен пример, прво јас ќе појдам да направам такво нешто, за да може сите да ме следат. Многу е полесно така и сите ќе би допринеле да биде уште поубава наша Македонија. Ова е веќе Охрид од друга перспектива што го гледаме. Да, веќе тука можеме да го видиме стариот дел на градот, двоглавиот рид. Охрид е сместен на еден двоглав рид. На едната страна се наоѓаат голем број на културно-историски споменици, како што е црквата посветена на Пресвета Богородица Перивлепта, но на другата страна се наоѓа како круна, можеме да ја видиме Самуиловата тврдина, која што го краси градот, и во непосредна близина е Свети Климентовиот манастир на Плаошник, каде што самиот Свети Климент го основа првиот Европски универзитет, кој што постоел тука уште 200 години пред да биде официјално отворен и првиот моментално најстар универзитет во Европа, а тоа е универзитетот во Болоња. Така. Преку 200 години постар од универзитетот во Болоња, 250 години постар од универзитетот во Оксфорд и уште многу други европски универзитети кои што денес постојат, но за жал тој
Свети Климентов универзитет, како што умира Свети Климент 916 година, веќе прекинал да постои, но зад себе оставил едно такво наследство, всушност како доказ за тоа се и тоа што ние зборуваме македонски. Така, да. Можеме да кажеме дека Охрид не само што е и во вистинска смисла бисер, значи Охрид и лулката и почетокот на многуте научни трудови, академии што подоцна се развиваат во светот, Охрид доаѓа како почетно место за сето тоа да се разгранува, да не кажам и да се надоградуваат и останатите цивилизации во светот. На бреговите на Охридското езеро пронајдена е најстарата европска населба, верували или не, да, која што датирана е на 8900 години. 8900 години, скоро 9 милениуми, тука постои организиран живот. Односно постои цивилизација. Така. А тоа беше потврдено од страна на швајцарски археолози и експерти, кои што со C14 датирање успеа да ги најдат оние остатоци кои што, значи дрва кои што биле пресечени од самите планини и искористени за изградба на наколни живеалишта скоро пред 9000 години. До пред неодамна, до пред 4 години, официјално најстарата европска населба беше на Циришкото езеро. И самите швајцарци признаа дека во Охрид, на бреговите на Охридското езеро, се наоѓа официјално најстарата европска населба, а една од референциите под која е ставено Охридското езеро под заштита на УНЕСКО е следната. Зората на европската цивилизација започнала токму на бреговите на Охридското езеро. Значи, ние сме пребогата држава, и кога таква светска цивилизација не се срами или не се штеди да признае дека има и постара цивилизација од нив, тоа е за големо поздравување. Сакав уште нешто да те прашам. Во водите на Охридското езеро, валјда се правени некои истражувања од некои подоцнежни периоди, како се развивало Охрид? Самото езеро е датирано на 1,4 милиони години, како што кажав претходно, или 1.365.000 години. Так. Тоа беше потврдено 2009 година од страна на канадски, германски и американски експерти, кои што направија бушотини. Так. Започнаа од 695 метра надморска височина и стигнаа до нивото на морето. Субстратот кој што го извадија, значи таа акумулација на седимент, го анализираа и заклучија дека според седиментите езерото не би требало да биде постаро од 1,4 милиони години. Само. Да. Само, Иако во наше време сме учеле дека езерото е помеѓу 2 и 5 милиони години старо, до 10 милиони години старо, дека има тектонско потекло. Значи самиот басен настанал на тој начин што за време на алпската орогенеза во плеистоценот доаѓа до подигнување, до спуштање на тектонските плочи. И овие засеци кои што ги гледаме, всушност ова некогаш било дното на океанот. И се ова што гледаме, ова се фосилни остатоци од морскиот свет. Ова на некој начин е геолошката карта што за нас можеби еве што толку сега допрва учиме за такви податоци, изгледаат само како изрезбани карпи. А тоа всушност е геолошката карта на Охридското езеро и воопшто на нашето постоење. Во самото езеро евидентирани се 222 различни видови на ендемски организми. Така? Кои што претежно се микроскопски, може да се видат само под микроскоп. Исто така е многу интересно да се напомене, во самото езеро постои еден сладководен сунгер, Охридоспонгија ротонда, или тој уникатен и го има само тука. Само во Охридското езеро. И тука мораме да напоменеме дека постојат 17 сорти врсти риба, од кои што 2 се уникатни, може да се најдат само
во Охридското Така. езеро и никаде на друго место, а Така. тоа е Охридската пастрмка, Салмо Охриданус караман, Така? летница и Охридската белвица, Салмотимус охриданус, која што не може да вирее на нито едно друго езеро или некој Сем воден тука. басен, освен во Охридското езеро и никогаш никој не успеал во експериментални услови да ја репродуцира. Охридската белвица. И доколку се земе она никаде не обстојува, не може да обстане у други Само води осим Охридското тука. езеро. Само Охридското езеро. Дали температурата, дали нешто што го има во самото езеро, дали е тоа дали се тоа минералите, Така, со која се храни она, со која... брат, пак ќе ти кажам, ние ние не се цениме самите. Не знам, и што повише шетаме низ Македонија, ние сваќаме дека уствари колку ние не се почитуваме самите себе. Ево јас во последниве, јас сум 17 години, 18-та година веќе ќе ми биде на факултетот за туризам и гостителство. Што како асистент, што како референт, што Така. како сега моментално сум професор, веќе 6,5 години. Така. И се обидувам на студентите да им доловам што е тоа да бидеш заштитнички настроен кон природата, односно да бидеш одржлив. И кога ќе ги прашам дали знаат да ми дефинираат одржливост, да ги зачуваме ресурсите за идните генерации, бла бла бла. Некој Викам, клише, да. дефиниција Ајде, што... викам сега да почнеме од нешто банално. Дали му викам, вие кога ќе влезете во продавница и ќе купите едно чоколадо, дали земате најлонче? Кеси. Да. Како ќе го носам чоколадот? Дали сте свесни дека тоа најлонче, тоа кесе ќе заврши на депонија и ќе биде изгорено, а вие ќе го дишите тој воздух? Така. Плажата Лабино, која што постои уште од 16-тиот век, имало посебен дел за мажи, посебен дел за жени. Ако официјално во европски рамки првата плажа официјално била во Кан, денешна Франција, на Азурниот брег, Така. и тоа основана од страна на британската аристократска фамилија. Така. И зборувам некаде за втората половина на 19-тиот век. Тука луѓето имале навики за релаксација и задоволство уште многу поодамна. Пред да бидат сите останати и И официјални плажи. сите тие придобивки цивилизацијски во Западна Европа, кои што се припишуваат на Европа, всушност се дојдени од овие краишта. Влечат корени од Значи, од тука. истокот влечат, дали се тоа хигиенските навики, Да, дали се да. тоа амамите, односно парните бањи, Така, така, така. кога тука постоеле Модерните спа такви, центри кога после, тука да. постоеле такви во Западна Европа, луѓето сметале дека водата е штетна за Така, здравието. така, така, да. Па ето во Франција француските кралеви, аристократи сметале исто дека водата е штетна, дека е може да дојде до униси. нарушување на здравието. Немале баш високи хигиенски навики, а на ова подрачје хигиената од секогаш била присутна, а како доказ е и ова плажа Лабино, која што за време на османлискиот период, веќе од 16 век, започнува да се употребува, а во непосредна близина можете да го видите таа рушевина од Охридската крепост, Охридската цитадела. Се верува дека во тој потек имало една голема кула, каде што се дрвјата, каде што е таа шума на самиот агол, над самата карпа, и дека тука била ковачницата за пари. Во овој дел тука. А Охрид или тој древен Лихнидос бил и самостоен град кој што имал своја валута, Лихнидион. Така. Значи толку бил важен што бил и финансиски самостоен. Од овде можеме да ја видиме импозантната црква
посветена на Свети Јован Евангелист Канео, кој што се наоѓа во непосредна близина на старата рибарска населба Канео. Во превод Канео значи ова што го гледаме сега моментално, а тоа е рефлексијата од од плоштината, површината на езерото. Значи, тој одблесок од сонцето од самата езерска шир. Црквата датира од периодот помеѓу 1270-та и 1290-та година. За жал, во времето кога умира Скендербек, Скендербек важил за заштитник на христијанското население на овие простори и еден од најголемите противници и непријатели на османлиите, а на таен начин бил финансиран од страна на Охридската архиепископија да, што е можно подолго да задржи таа слободна територија. И кога умира 1468 година, целата таа кореспонденција помеѓу Охридската архиепископија и Герк Кастриот Скендербек е откриена од страна на османлиите, многу цркви се срушени, дел од црквите се претворени во џамии, а судбината на оваа црква е тоа што била забранета да се користи во наредните 300 години. 300 години никому не му било дозволено да ја одржува црквата и на тој начин покривите паднале и голем дел од фреско живописот е уништен и денеска не можеме да го најдеме тој ктиторски надпис каде што точно може да се датира самата црква. Но, за време на истражувањата кои што беа во текот на 50-тите години во црквата посветена на Пресвета Богородица Перивлепта, пронајдена била една штица каде што било запишано дека групата уметници, зографи кои што учествувале во сликањето на таа црква претходно биле дел од групата која што работела во црквата посветена на Свети Јован Евангелист Канео. Охрид кога ќе дојдете и сакате да си поминете убаво, запамтите што ви кажувам, мора да биде Атанас Азуро. Ке си дојдете чамче, ке си земете и ке уживате. А док смо вдека да кажеме еден добар виц. Кумановац у Охрид и ги гледа дечки со скутери, тој кој да ја вози, ви вика: "Тато, тато, види, фрезав га езеро." Факултетот за туризам и гостителство од Охрид. Едно време имавме многу студенти. Така. Пола Македонија се запишуваше во Охрид. Така и Бојан дојде да учи. Да. Многу кумановчани од цела Македонија. И си биле еден македонец, американец и русин. И летале со авион и наеднаш блокиран моторите, паѓат авионот на пуст остров. Преживеале некако, арно, ама пуст остров со канибали. Да. И племето идат, ги заробит и му викат вака: "Ке куртулите само ако погодиме од кај сте. Ако не ни штима нешто, ве правиме манџа." И са американец вика: "Oh, this is a piece of cake." Land of Opportunity, New York, Statue of Liberty, the greatest nation in the world, bla bla bla. И ништо, штурци. Не им текнува на... Така да. Викат: "Ајде, го сготвиле, го убиле." Русино викат: најаката сила на светот, воена, Кремљ, Москва, најголемата Црвен држава плоштад, на светот, да. Црвен плоштад. Не може да не знаете. Doesn't ring a bell. Го убивете русинот, го јадете и од Македонија се викат: "Ајде, колите ме и печите ме, јас секако нема да погодите од кај сум." Абе кажи, што да ви кажам, јас сум од едно село, Лесковец. Од Лесковец си, близу Охрид? Да. Од кај го знаете?
А ние во Охрид имаме факултет за туризам заврши. Добре. Добре, ќе го кажам, да знаеш дека ќе го кажам, брат. Обавезно ќе го кажам, брат. Обавезно ќе го кажам. Ова е уште на времето кога биле од неврзаните, Да, па. доаѓале доста арапи, палестинци, јорданци и така натака, Ама, брат, африканци. Ја не можам да кажам како сака нека бил Тито. Да. Многу паметно одиграл, брат. Многу стариот, многу паметно одиграл. Значи, ние се можеме да кажеме и да негираме, ама одиграл многу паметно, брат. И многу лабаво. Ја тоа го кажам, значи, Трета опција. нели? Најдобро. Не сврстани. Чао, Ни пријатно. други. Да, фала, дајте ни вие лепче, вие млекце. Вие банани. Ве сакам и вас највише на свет. Преубаво, брат. Јас стварно сум доаѓал, ти викам ја под може еден месец сме седеле тука во Охрид. И брат, секогаш ми е убаво и уживам, брат. Еве вчера баш правевме муабет со Кире, викам Кире, знаеш што, може да се случи некојаш уживо да се преселам во Охрид. Кога ќе завршам полициската кариера, брат, убајна е. Нема да ти е лош веќе. Нема, па нели брат, преубаво, значи ти сега си лабав, доаѓаш, се опушташ. Јас сум човек што црпам идеја, материјали од дружењето, од луѓето. Значи, мразам, брат, негативни типови. Тоа се енергетски вампири, брат. Да, Тој те цита уште рано од Те убива сабаља. во поим. Брат, ти сега викаш, вака, он викам, карике, не бива. Викаш, добра, ај како ке кажеш ти? Зошто па се ја да кажам? Нели? Никак. Работата Не, е, така на е, него луѓе. главната работа му е да ти е исцицак позитивната енергија. Он до 2 сат се сабаљен кога станува, јас, например, еве и ти, многу кратко се познаваме, ама нели се познаваат енергиите, тоа не Да. може никој да го сокрие. Јас и ти размислуваме на кого јас кога ќе станам денеска, размислувам на кого да му го разубавам денот. Со еден вид, еден ако насмеам, јас сум денеска, Да. мојата мисија е завршена за денеска. А он станува, се гледа огледало и се бричи и вика, као да му го усерам на Климет денот денеска. Дали? Што ќе му направи? Што да му свисам белја некоја пакоштина да му направам да го уништам, брат. Тие до 12 се мразат себе си и после цел свет го Цел мразат. свет го мразат, брат. Ја само тоа викам, тој ми е на мене муабет што ми е несватлив, брат. Реално ми е несватлив. Не можеш ја, брат, не знам од каде му толку голема енергија да биде негативен. Тоа е. Брат, и за тоа треба сила. Треби сила. Значи ти да мислиш 24/7 на кого да Продупло му го... поголем. Да. Продупло поголем. Ние сме вака лабави сме. Тоа е тоа, брат. Тоа е Пред моја. самија да се избориш Нели? и со лошотија да се избориш. Така е, лошотилукот да искочи од тебе. Сега одиме? Сега ќе одиме во стариот дел на градот, Така. да ги видиме најважните културно-историски споменици, Така. Охридската архитектура, да видиме што представува Охрид. Готово. Одиме натака. Сега, Боби, ќе навлеземе подлабоко во стариот дел на градот Охрид Така. и ќе се запознаеме со најважните културно-историски споменици, но исто така и историски податоци. Така. Значи, официјално ќе влеземе во стариот дел на градот, Така. на местото кое што се нарекува Долна порта. Сушност тука до почетокот на 19-тиот век, 1832 година, постоела порта, која што била еден од официјалните влезови во Охрид.
долната порта, челната порта и горната порта. За жал денеска само горна порта постои. Бидејќи 1832 година Джеладин Бек, кој што бил владетел на градот Охрид, имал една луда идеја заедно со неговиот вујко Али Паша од Јанина или Али Паша Тепелин да формира самостојна османлиска држава. Кога султанот дознал за тоа, испратил аскер, го обиколил Охрид и го бомбардирал. И во тие напади настрадала и долната и челната порта и многу голем дел од градбите кои што се во Варошот, односно во градот. Во градот. Варош е едно од најстарите Да, тоа е всушност градот Охрид. Така, И се што се наоѓа во внатрешноста на зидините. Така. Тука да фатиме еден кадар на Робевци. Аха, добро. Тука е основана Македонската академија на науки и уметности. Тука? Куќата на Уранија, 1967 година. Припаѓала на една познато семејство Филеви, значи тоа е многу познато охридско семејство, а нивни комши и соседи биле Робевци. Така. Тоа е една од најстарите фамилии на Охрид. За прв пат нивното име се споменува на еден надгробен споменик од 1376 година. Се уште османлиите не биле длабоко навлезени на овие територии. Значи, тоа семејство постоело векови пред тоа наназад. Биле трговци и воспоставиле една таква силна мрежа трговска, што во зенитот на нивниот успех имале своји канцеларии во Виена и во Лајпциг. Браво. Ги носеле вредните материјали од истокот кон западот, Така. свила, различни Порцелани, ретроматеријали, да. а потоа за време на 19 век, втората половина на 19 век ја воспоставиле француската мода на овие простори тука. Што од страна на локалното население не било прифатено, било Така. нешто срамно, било нешто Понижувачки, понижувачки, да, бидејќи така, сепак да. имале свој идентитет, свои Така. алишта кои што генерации ги изработувале и било навистина испод чест да носите некои алишта кои што ги оддаваат вашите атрибути, особено Кај жените. по нежниот пол. Така. И тоа го нарекли алафранга, или француски стил. Така. А денеска, ако слушнете алафранга, тоа значи дека некој се капи гол во езерото. Ке внимаваме на тоа, да. Да. Чекайте да снимуваме. Добро. Брат, импозантно знање. Најубавата куќа во Македонија. Брате ми. Еле тука се наоѓа спомен куќата на Христо Зунов. Всушност тука бил роден 1878 година. И како тој е еден вид на началник, организатор на востаниците на историското ВМРО, еден од најголемите регрутатори на востаници, а биле соседи со Методи Патчев. На само 40 на метри се наоѓа и родната куќа на Методи Патчев. Има многу анегдоти и вистини како што Христо Зунов се движел од село во село, од град во град да акумулира што е можно повеќе во станици, морал да биде преправен, некојаш во поп. Бил и учител, бил и голем соработник на браќата Миладиновци. Методи Пачев секогаш се преправал во клисар и му го носел петрахилот и оделе од мало во мало да регрутираат борци за самостојна Македонија. Ја морам да кажам дека Христо Зунов е мојот омилен историски лик
и за борбата за ослободување на Македонија и еден од ликовите што бил со најчиста душа и најискрени намери, исто како Методи Патчев. Да. Ова овдека е? Тука е националната работилница за рачна изработка на хартија. Така? И на ист начин како што кинезите ја изработиле за прв пат хартијата за време на вториот век пред нашата ера, користат природни материјали, претежно тоа е дрво, вода и ништо друго за да изработат хартија. Така. Да влеземе да погледнеме. Во ова работилница може за многу кратко време да се види целиот процес на изработка на хартијата. Користат дрвени значи дрво, тоа се како дрвени струганици кои што се киснат 27 дена во вода додека не се спојат природно. Така. Како што е формата на гнездото на осата. Значи, кога ќе помине тој период на инкубација, веќе може материјалот да се користи за изработка на хартија и ќе видите многу интересно, не секојдневно, на ист начин како што кинезите ја измислиле хартијата во вториот век пред нашата ера. Ова лепота овдека и овој што се дешава може само Охрид да се види. Погледнете. Рачна изработка на хартија, кај нас овде во Охрид и во Македонија, не на некој начин, меѓутоа во Македонија, за прв пат хартијата е правена средината на 16 век во манастирот Свети Наум. Природна постапка, нема химикалии, нема лепила, нема смоли, како во индустријата, хартијата се добива од сршта, од срцевината на дрвото, без кората, чистото срце на дрвото, со делкање. Се делка срцето на дрвото на многу ситни честички, тие се како влакненца од косата. Се потопуваат во вода и стојат најмалку 23 дена, тоа е време на вразување на инкубација на тие честички. Користиме тврди, цврсти дрва, порев, цреша, костен, дудинка и бојата на хартијата зависи од видот на дрвото. Дабот е нечисто бел, овде моментално имаме даб, нечисто бел, кремаст, оревот е кафеав, црешата е црвеникава, розеникава, смреката е жолтеникава. Значи со делкање. Се делка срцето на дрвото, секојаш подагол кој зависи од годовите на староста на дрвото, на многу ситни честички и се отприлика како влакненце од косата, околу 1000 микрони, се потопуваат во вода и стојат најмалку 23 дена време на вразување на инкубација. Реков, моментално овде имаме ситни честички од даб, вода и некаде околу 40-50% памук. Тоа е таа пулпа за хартијата. Со ова сито, обично дрвено сито, нацрпуваме, од пулпата се цеди водата, тие честички остануваат на површината и ја имаме формата на листот. И сега, формата на листот. Ради сушење, ја пренесуваме хартијата на листот, на платно, на филц. Може да биде од памук и од лен, може да биде и бамбусова трска, ќе се пренесува со рамномерно потискање од озгора. Ја имаме формата на листот, кој ќе собера најмалку 30, овака сите заедно ги носиме по таа преса да се исцеди водата, 10 до 15 минути е доволно, носиме на сушење, секогаш надвор, природно, од прилика 2 дена, стандардно е 2 дена и после 2 дена листот само се одлепува, се одвојува и веќе имаме еден лист хартија. Така. Нормално, од сушењето се извиткува, не е равен, го враќаме под пресата да го испегламе, да го изравниме и веќе е готов лист хартија на кој може да се пишува, црта, печати. А печатиме на ова преса, тоа е битно за нас, затоа што само 2 се вакви преси, Гутенбергова преса, 2 се вакви преси во Европа кои се во функција. Нашата и една има на Блед во Словенија, стара е 170 години, а функционира на истиот принцип, она познато словослагање 15 век. Оригиналната се разбира е во Мајнц во Германија. Ако тоа е првото печатење,
15 век со овие Гутенбергови оловни букви со редење. Буквите се ределе секогаш од десно према лево, принцип на огледало и обратно. Буквата Е, да речеме, се поставува овака. Револуционерна постапка за тоа време, меѓутоа сепак сложена и макотрпна. За една страница на најдобрите мајстори им требало час и половина да се сложи една страница. Покрај времето барало и огромна концентрација, значи грешки не биле дозволени. Ако еднаш се погреши, отиде целиот труд. Затоа негде 100 години подоцна, значи никогаш не се исфрлени овие букви од употреба, ги користеле за специјални изданија, за специјални потреби за печатење. Подоцна се заменуваат со матрици, со модели. Матрицата може да биде со текст, може да биде со слика, со орнамент или комбинација, да речеме, овде кај Евангелието по Марко имаме орнамент, слика и текст. Истиот принцип, наместо кај буквите затегнување лево и десно неколку пати, овде имаме само еднаш. Се фиксира матрицата со овие дашчиња, многу практично, се премачкува со катран преку, се става листот хартија, носиме по тоа оловна плоча и со потискање. Добиваме отпечаток на оно што го имаме како основа. Ако беше матрица со текст или сложени букви, ќе добиеме страница од книга. Така е печатена Библијата средината на 15 век со редење на Гутенберговите букви, а во овој случај тоа ќе биде слика или нашата улица, принцип на огледало, она позитив, негатив. Позитив, негатив. Значи, тоа е првиот начин на изработка на хартијата и првото печатење, 16-15 век. Така, ви благодарам од срце. Благодарам и на вас за посетата. Благодарам, така, и ви препорачувам топло да дојдете овдека и да видите што се случува и нормално да си земете нешто во оригинална верзија. И сите да ја сакаме Македонија. Да си ја сакаме Македонија. Продолжуваме понатака. А сега еве еден примерок од нашите производи за екипата на Ја сакам Македонија, на луѓето кои многу ја сакаат Македонија. Така. Благодарам од срце уште еднаш. Ова е првата страница на Евангелието по Јован или почетокот на Библијата, инаку едно од најстарите охридски евангелија. Ова е стара охридска школа, златниот период на охридската школа 12-15 век. Ова е крајот на 12 век, почетокот на Библијата. Така. Уште еднаш ви благодарам и за одвоеното време и за се што не научите, што не знаете. Се надевам нешто. Еве ги повикам сите да дојдат да видат, да ги видат убавините и нормално си земат оригинално парче кој ќе биде само нивно. Благодарам. Благодарам и на вас. Езовте. Благодарам уште за редакцијата. Благодарам, се гледаме. Поздрав. Поздрав, пријатно. Професоре, се гледаме ние. Ете, Боби, едно несекојдневно искуство. Прво подарок. Нешто што мора да се доживее, да се види и можеби едно од најавтентичните сувенири кои што може човек да ги понесе од Охрид. Така. Сега продолжуваме? Сега продолжуваме кон црквата, катедралната црква Света Софија, една од најстарите цркви, градби на сакрални објекти во Македонија, уште од периодот на цар Самуил, 999 година изградена, а 1018 година ја добива функцијата на катедрална црква на Охридската архиепископија. Така, одве. Сега, Боби, ќе посетиме една резбарска работилница на фамилијата Неловски, така, што се заштитници на овој занает, кој што тука постои уште од 13 век. Така. Се наоѓаме во работилницата на семејството Неловски. Со нас е денеска Добар ден. господин Драган, кој што е една од генерациите на изработувачи на познатите охридски
охридскиот длабок рез, односно длабока резба. Па во кратки црти ќе го замолиме да ни објасни зашто сушно станува збор, односно во така да ни објасни поконкретно за длаборезот. Јас на некој начин ја представувам Охридската школа за резба. Порано постоеле две школи, една Дебарска, една Охридска. Дебарската е веќе згасната. Охридскава се трудиме да ја одржиме да обстани некако, мада со судни маки. Изработуваме традиционална охридска резба, користиме цветни мотиви, рајски птици, животни, винова лоза, во комбинации, изработуваме иконостаси, намештај и ред други работи и обично имаме три типа на оваа резба. Имаме првиот тип е плитка резба. Таа е тродимензионална, али е плитка, до 1 сантим длабочина негде се движи. Вториот тип е длабока подкопана. Се работа помеѓу позадината и горниот дел. Како што гледате овде. И третиот тип е скрозирана резба, отворена, без позадина. Значи ова треба многу труд и внимание вакво нешто да се работи на дрво орев. Само на орев или Да, може и на некој може и на друго, али јас работам исклучиво на орев, бидејќи е цврст, али е компактен и можам да го работам од повеќе страни и полесно, потешко се крши. Така. Иначе самиот орев за изработка треба да е припремен за работа. Така. Има два начини за припремена работа, природен или фабрички. Природен е јас сам да го исечам стеблото, да го направам во талпи и да го ставам на суво место под сенка на ветар и да го чекам 2 години да се исуши, за да почнам да можам да го работам. Или го земаме од пиланите, кај што имат сушари, тие го имат истретирано веќе, го имат донесено до одреден степен кај што може да се работи и го купуваме од таму, е таму малку поскапо, али можеме одма да почнеме да го работиме. Колку време е, да ни кажете, потребно за, например, 10 квадратни сантиметри да се За 1 дециметар квадратен потребни ми се 2 дена по 6 сати на ден. По 6 сати на Да. ден. Дали младите се заинтересирани за вакво нешто или Младите, знаете како, во почетокот може да ќе пројават интерес, али со тек на време кој ќе види дека не е само да се изработат, него треба и квалитетно да се изработат и да се продајат. Така, и трпение. Тоа е најтешкиот дел да се продајат нешто. Да. И немаат стрпление да чекат за да се продајат, така да гледат на друг начин да дојдат побрзо до пари. Значи, од ова работилница се изработени многу целивални иконостаси во денешни рамки. Исто така и една длабока резба му е подарена на покојниот папа Франциско. Беше изработена од оваа фамилија, а порачана од... Ево можете на слики, ако може да ги фатит, иконостас. И овие се во целивалните в први вид. Кој беше Трајко Славевски председател на собрание и во Индија, кој беше секаде кај што патуваше, пошто тендерот за резба го фаќав јас во Скопје и така да мои резби имат по цел свет. Иначе имам работено и на многу иконостаси за Австралија, за нашиве цркви.
Благодарам уште еднаш. Благодарам на одвоеното време. Се гледам. Да, благодарам. Сега продолжуваме понатака. Преубаво е место. Боби, веќе стигнавме до катедралната црква Света Софија. Така? Една од најстарите градби, сакрални објекти во нашата држава, во Македонија, која што потекнува уште од времето на цар Самуил, кој ја гради оваа црква, ја завршува 999 година. Така. Добар ден. Здраво, здраво. Тој е стигнал црквата на ниво на патриаршија и Охрид уште од тој период, 999 година, станува главен град на неговото царство. Од овие простори тој загосподарува со еден толку голем простор кој што се протегал се до градот Задар, денешна Хрватска, денеска Хрватска. го освоил Белград, ја освоил Бања Лука, го освоил Котор, цела денешна Црна Гора. Значи, неговото царство се протегало подалеку од реката Дунав на север, до бреговите на Црното море, некои делови на денешна Украина, голем дел од денешна Романија, мал дел од Унгарија, дури стигнал до 30 на километри пред Атина, а исто така господарел скоро со, можем да кажем, со еден голем дел од Јадранскиот брег. Значи, неговото царство се протегало на 3 мориња и на една од најголемите реки, реката Дунав. Дунав, така. И сето тоа го правил од Охрид како негов центар. За жал, 1014 година, како што знаеме ние сите приказната за Самуиловите ослепени војници, Так. кои што преку ноќ се заобиколени, се предаваат, мислејќи дека ќе најдат на милост на страна на тогашниот византиски император Василий II, но тој не можел тоа да го направи, бидејќи долго време, додека се уште бил дете, гледал како неговиот татко губи постојано од страна на Самуил и акумулирал во себе една таква омраза, што на крајот е ефектуирал со ослепување на 14.000-ната војска на цар Самуил. Според приказните и записи некои, секој стотни војник, секој стотник бил оставен со едно око да може да ги води неговите војници назад, и кога Самуил ги здогледал неговите ослепени војници, веднаш добил срцев напад и после околу 2,5 месеци мачење умира. За брзо време наследен од страна на неговиот син, кој што е убиен од страна на неговиот братучет, значи Гаврило Радомир, синот на Самуил, е ликвидиран од страна на неговиот прв братучет Иван Владислав, и со убивањето на Свети Јован Владимир, кој што бил еден од зетовите на цар Самуил, ожене за неговата керка Косара, завршува Самуиловата династија и 1018 година византиците навлегуваат во Охрид, ги заробуваат последните членови на Самуиловото семејство, всушност од неговиот брат Арон, значи тоа е семејството на Иван Владислав, и згаснува Самуиловата империја. Тие сакале да го избришат од колективната свест, од тоа што пробале да ги уништат скоро сите цркви, сите завештанија оставени од негова страна, каде што со словенски инсигнии било напишано на самите фрески, фреско-живописот бил декориран со словенски букви, но не успеале да рушат оваа црква бидејќи била преголема. И што направиле? Само ги уништиле фреските, ги поканиле најдобрите мајстори на фреско-живопис, најдобрите зоографи од Константинопол, да го наслика новиот фреско-живопис на катедралната црква Света Софија, или црквата посветена на Божјата премудрост. Тука има уште многу да се кажува, како што поминувал периодот за време на османлиското владење, оваа црква е претворена во џамија.
после аферата која што ја дознале османлиите, кога Охридскиот архиепископ Доротеј бил замешан во финансирање на Герка Стриот Скендербек да се бори против турците, односно османлиите и да го брани ова подрачје, за казна ја претвораат Света Софија во џамија и се користи како џамија се до 1912 година, кога бил крајот на постоењето на османлиската администрација на овие простори. Но исто така имаме многу да зборуваме и за Охридската архиепископија како една црковна организација која што се наоѓа помеѓу истокот и западот. Едни од најревносните поборници за зачувување на православието, може да се каже дека е првиот охридски архиепископ од несловенско потекло, тоа е Леон или Лав, кој што доаѓа тука 1036 година. Тој е поставен, хиротонисан е за архиепископ на Охридската архиепископија после една голема полемика која што се случува во Константинопол, која франкските свештеници ги слушнал како го измениле кредото, односно символот на верата, ставајќи го моментот на филиокве, а тоа е кога доаѓаме до моментот на Светиот Дух, кој што потекнува од Отецот, според нашата филозофија, односно според Никејскиот собор 325 година, организиран од страна на Константин Велики, кој што го признава христијанството 313 година, 325 година ги повикува сите патриарси и свештеници да се договорат кои канони ќе бидат прифатени, кои не. И тогаш е воспоставен символот на верата, кој што и ден денес во православието е една од најважните молитви, но во 11 век папата го менува и додава дека Светиот Дух произлегува од Отецот и Синот, што е недозволиво. И еден најревносен противник на тоа е Леон или Лав, кој што бил хартофилакт на Магнаурската школа, односно тој бил библиотекар на Михаил Керулари, тогашниот Вселенски патриарх, и за да го зачува мирот во Константинопол, патриархот го испраќа 1000 километри подалеку од Константинопол во Охрид, но тој не застанал тука и како архиепископ пуштил многу посланија до папата, кој што се викал Леон, Лав, обвинувајќи го за ерес, обвинувајќи го за нешто што навистина било негативно. И после кореспонденција која што траела 18 години, во 1054 година папата Лав го подпишува на златна хрисобула, односно подпишува документ за екскомуникација на византискиот, односно Константинополскиот патриарх. И тој документ е донесен од страна на кардиналот Умберто да Силва Кандида 1054 година на 16 јули на олтарот на Агја Софија, Света Софија во Константинопол, и тогаш започнува расцепот или поделбата на Светата црква на Источна православна и Западна католичка. Но тој расцеп за тоа да се случи, тоа наеднаш не се случило, биле потребни повеќе од 250 години за тоа конечно да се раздели истокот од западот. А во меѓувреме Охридската архиепископија повторно воспоставила добри односи со римскиот папа, дури добила и своји јурисдикции на денешна Италија, јужно од Неапол, се до Сицилија. Многу црковни општини биле под јурисдикција на Охридската архиепископија. Охридската архиепископија исто така една од основачите на многу цркви на Балканот. И сметаме дека после 255 години неправда, кога е неправилно и навистина безмилосно укината од страна на османлискиот султан, се надеваме дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија ќе го добие своето значење, бидејќи таа е прабаба
на сите балкански цркви. Така, благодарам. Ние продолжуваме понатака. Само што пристигнавме на античкиот театар, на древниот Лихнидос, кој што е воедно еден од најстарите антички театри на територијата на Македонија и датира уште од средината на 3 век пред нашата ера. Пред наша. Единствен театар, антички театар кој што е од тој период. Другите, например, тука постои театарот во Хераклеа, Линкестис, во близина на Битола, тој од втората половина на 2 век од нашата ера. Така. Оригиналната форма на театарот, кога за прв пат бил изграден, била со уште 7 редови на овие камени блокови, но како што тука загосподариле римјаните, после последната македонско-римска војна, официјално 147 година пред нашата ера, тие се уште во наредните 2 до 3-4 века не направиле никаква асимилација на локалното население, за во времето на Марко Аврели и неговиот син Комодус да започнат со претворање на античките театри во гладиаторски арени. Така, И за тоа да го сакам да направат прашам, тоа, да. Тие се ослободили од првите 7 редови, изградиле заштитен зид и изградили уште еден полукружен зид за да го осигураат периметарот на арената. Така. Тука биле организирани гладиаторски борби, венаторски борби и јавни екзекуции, погубување на рано христијанското население, односно првите христијани биле јавно погубувани пред очите на јавноста. За после 405 година официјално да бидат забранети гладиаторските борби, после подпишувањето на Теодосијанскиот едикт 395 година и повеќе не биле потребни вакви структури, бил закопан под земја, да биде заборавен за секогаш, да биде избришен од колективната свест и поново беше откриен за време на 70-тите години, 1900 година, првата теорија за постоење на театар е донесена од страна на еден руски историчар Николај Кондаков, кој што здогледува некои елементи кои што оригинално припаѓале на театарот, но биле дел од биле имплементирани во некои структури како цркви, цитаделата и така натака. Така. А последната реконструкција и археолошко истражување беше направена помеѓу 1999 година и 2002 година. Така. Има капацитет 2500 седишта и од 2002 година тука се организира отворањето на една многу важна културна манифестација од светски калибар, а тоа е Охридското лето. Фестивалот Охридско лето. Така. А ние продолжуваме? Ние продолжуваме кон Горна порта, а потоа ќе одиме кон Свети Климентовиот манастир и Свети Климентовиот универзитет. Тука сме, Боби, пред Горната порта. Така? Единствена зачувана порта уште од времето на 4 век од нашата ера или доцно римскиот период. И голем дел од овие камени блокови се од истиот период, воопшто не се помрнати. се допрени. Значи можеш да поверуваш дека тука на овие камења исто одел и цар Самуил. Сега ние сме тук. Да. Така. Да.
Еве да снимиме. покажеме, да отснимиме нешто убаво. Почнете од мене. Да. Да. Сега стигнавме. Сега сме на Плаошник, Боби. Така. И тука се наоѓаат остатоците од најстариот Европски универзитет, основан од страна на Свети Климент Охридски по неговото доаѓање 886 година. Официјално започна со работа 893 година. Свети Климент после неговите мисии заедно со неговите учители Свети Кирил Методи и неговите соработници Сава, Гораст, Ангелари и Свети Наум доаѓа во Охрид 886 година, добива финансии да отвори универзитет. Започнува со работа најстариот европски универзитет кој што постоел 200 години пред да биде основан универзитетот во Болоња, кој што се признава како најстар во континуитет универзитет на европско тло кој што и ден денес постои. Тука не само што неговите ученици, тој образувал 3500 ученици кои што ја совладале глаголицата како азбука, се подготвувале за свештеници, значи теологија Така. се изучувало, но исто така медицина и агрономија. Свети Климент се смета за првиот агроном и првиот кој што ги носи тука првите круши. Значи ден денес имаме познати охридски автохтони сорти на круша, но исто така и цреши. Да, сум слушнал за охридските цреши, да. Го научил населението како да одгледува храна, како да одржува хигиена. Исто така тие 3500 ученици негови охридското влијанието на охридската книжевна школа го прошириле до териториите на Централна Европа, Источна Европа и оној јазик кој што денес русите го зборуваат. Рускиот јазик, всушност корените се токму од ова подрачје. Так. Дали ова овдека е бунар за желби или Не. Тоа Ние ќе се нашата. наоѓаме на плоштадот кој што ги поврзува трите базилики. Так. Верували или не, на ова подрачје уште во средината, односно крајот на 4 век од нашата ера, доцно римскиот период, Така. изградени се 4 базилики, 4 рано христијански базилики. Можеме да ја видиме најголемата базилика која што се наоѓа, незините остатоци се наоѓаат околу Свети Климентовата црква посветена на Свети Пантелеймон, значи оригинално посветата е на Свети Пантелеймон, маченик од 4 век. Так. Заедно со незиниот атриум, гјаконикон и главниот дел на храмот, терперзаријата и екзонартексот, заедно со крстилницата, која што се наоѓа во југо-источниот дел на самата во склоп на Свети Климентовата црква. Додека од другата страна можеме да видиме тука се наоѓа поликохалната црква која што припаѓала на Лихницката епископија. Так. Лихницките епископи не учествувале на првиот црковен собор во Никеја 325 година, но затоа учествувале на вториот собор и од тој период веќе Охрид како едно светилиште, како еден духовен центар веќе е признат Так. и црковно сослужува со сите други помесни цркви. И уште една базилика е пронајдена под оваа структура, значи 3 базилики кои што функционирале истовремено во ист период и се верува дека имало процеси кои што започнувале во една, продолжувале во друга и понатака во третата базилика. И несомнено логично е зошто Свети Климент го избрал токму ова место за да го изгради својот манастир и да ја воспостави неговата книжевна школа и првиот универзитет во Европа. Так. Ќе знам да пишем. Ќе однесе таму така. Ќе треба да го паркирате венот во трпејца на средство, да најдете место.
завршимо с посету на културни и историски споменици у Охрид, полака идемо на куде Свети Наум, ама пред Свети Наум ќе застанемо од Трпејца, ресторан Мрестилиште. Трпејца е едно од поинтересните села во Охридското крајбрежје. А ние продолжуваме понатака. Одиме за Свети Наум. Одиме за Свети Наум.